Во Псалмот број 111 е запишано: Алилуја, ќе го славам Господа со сето свое срце во советот на праведниците во нивната заедница. Големи се Господовите дела, нека размислуваат за нив сите што ги љубат. Сјајно и величествено е неговото дело и неговата правда останува до века. Со своите чуда направи спомен, Господ е благ и милостив. Им даде храна на своите почитувачи, довека се спомнува за својот завет. Своите силни дела ги објави на својот народ, им ја даде во наследство земјата на многобожците. Делата на неговите раце се вистината и судот, сите негови заповеди се постојани, утврдени се за сите времиња, довека, создадени врз вистината и правдата. Тој му испрати спасение на својот народ, го постави својот завет за секогаш. Свето е и страшно неговото име. Почеток на мудроста е стравот од Господа. Мудро прават кои го почитуваат, неговата слава трае до века. Нека да го прославиме Бога со песната број 15. Татко наш небесен, со слава исполнет.
се изправим и да се помолим. Господи Боже, го прославуваме Твоето свето и велико име и овој нов ден кој што Ти го имаш подарен и во почетокот на ова нова седмица која што е дар од Тебе, Господи, ние првично доаѓаме во Твојот дом да се нахраниме, Господи, од Твоето свето писмо, да искажеме нашата благодарност, нашата почит спрема Тебе, Господи, и на таков начин да осознаеме дека се доаѓа од Тебе, да признаеме, Господи, дека самите од себе не постоиме, туку нашето постоење, нашето битие го имаме заради Тебе, Господи. Се движиме, дишиме, постоиме единствено заради Твојот дух кој што не држи. И ако не си Ти, Господи, ние отдамна би се претворили во прав и во пепел. Затоа ние Ти благодариме, Господи, бидејќи од Тебе потекнува животот, од Тебе, Господи, потекнуваат сите добри дарови, сите добри нешта кои што Ти ни ги даваш. Но најмногу, Господи, тоа што Ти и овој ден го отвараш нашиот духовен ум, не размрдуваш, Господи, во нашиот дух, да може да бидеме во заедница со Тебе, да може да бидеме во заедница еден со друг, како браќа и сестри, да ги повикаме нашите гласови кон Тебе, Господи, дали во песна, дали во молитва, дали во тајните одеи на нашите срца, Господи, да побараме од Тебе милост, зашто знаеме дека ништо не можеме да направиме ако не е Твојата милост нова секој утро и секој ден. Ти благодариме, Господи, што Твојата рака не е кратка. Ти ја испружуваш Твојата рака спрема нас, во зависност колку ние сме спремни да чекаме, Господи, да дозволиме на Твојот допир во нашите срца. Ти, Господи, слезе од небесата, за да може да станеш како нас, да може да допреш и до нашите животи, да може да ни го покажеш патот на спасението и да го изработиш, Господи, спасението за нас. И Ти не се поштеди, не ја поштеди ни собствената крв, Господи, и со тоа Ти ни покажуваш колку сме скъпоценни, Господи, во Твоите очи, но покажуваш и колку е страшен гревот и каква е казната за гревот, а тоа е смрт. Платата за гревот е смрт. Смртта, Господи, која што Ти ја помина заради нас, за да може ние да преминеме од смртта во живот, од таа пропадната состојба во која што се наоѓаме, Ти не воздигнуваш, Господи, и преку силата на Твоето воскресение Ти повторно не обновуваш, да може да се вратиме во заедница, Господи, со Тебе, да се вратиме, Господи, во Твоето свето присуство, да се поучиме, Господи, од Твоите слова на Твојата волја. И за тоа Те молиме, Господи, нека Твојата волја да биде, нека Твоето царство да дојде, Господи, зашто се друго е пробано и испитано човечко и тоа му се гледа крајот. Но на Твоето совршенство, Господи, нема крај. Твоето царство е вечно, совршено и тоа доаѓа и дојде преку Твојот Син, Господ Исус Христос. И сега, Господи, Ти не покануваш и ние да бидеме дел од Твоето небесно царство, да бидеме Твоја колонија, Господи, на оваа земја, да бидеме Твоја заедница и Твоја црква во овој свет кој што исполнет со темнина. Затоа, Господи, ово утро се смируваме пред Тебе, се смируваме, Господи, пред Твојата големина, но исто така, Господи, ја гледаме и Твојата понизност, каде што Ти доаѓаш на вистина во нашите животи. Ти доаѓаш на вистина, Господи, кај нашите нозе и чистиш. Ги отвараме и нашите срца, Господи. Те молим, опрости ги нашите гревови, се тоа што не е по Твојата волја, Татко. Очисти ги нашите срца преку Твојата скъпоценна крв. Подготви на, Господи, за средбата со Тебе и се што правиме, нека биде за слава на Твоето име. Амин. Сите вас ве поздравувам ова неделно утро. Помеѓу нас имаме и гости од Холандија. Они се моментално на престој во Габрово. Една недела се овде, па изразија желба да дојдат во нашата црква, во протестантска заедница, да учествуват во богослужбата и така сите заедно да го славиме Бога.
Нека Господ да ги благословим, да им даде добро време овде во Македонија, особено и на службата, каде што заеднички можеме да се охрабруваме, но исто така и да се запознаеме. We are welcoming you and we greet you in the name of the Lord, and we wish you a pleasant stay in Macedonia and all the best. And after the service we will have more time to meet each other and know each other more. So, thank you. Пред да испеем и втората песна од Божјото Слово, ќе прочитам од Апостолски дела 16 глава, од 6 стих па се до крајот на главата. Ги поминаа фригиската и галатската земја, зашто Светиот Дух им забрани да го проповедаат Словото во Азија. А кога дојдоа спроти мисија, се обидоа да отидат во Витанија, но Исусовиот Дух не им дозволи. И така поминаа низ мисија и слегува во Троада. И на Павла му се јави ноќно видење. Некој македонец застана пред него и му се молеше велејки: дојди во Македонија, помогни ни. И кога го виде видението, веднаш побаравме да отидеме понатаму во Македонија, закучувајќи дека Бог не повикал да им го проповедаме Евангелието. Потоа отпловивме од Троада и патувавме право кон Самотрак, а на идниот ден во Неапол, а оттаму во Филипи, римска колонија и прв град во оној дел на Македонија. Во тој град престојувавме неколку дена, а во саботата излеговме надвор од градската врата кон реката, каде што има обичај да се молат. И седнавме и им зборувавме на собраните жени. И некоја богобојазлива жена по име Лидија, продавачка на пурпурно платно од градот Тијатир, слушаше и Господ и го отвори срцето да внимава на Павловите зборови. А кога беше крстена таа и нејзиниот дом, не замоли велејки: ако ме признавате за верна на Господа, влезете во мојот дом и останете, и не принуди. А кога еднаш одевме на молитва, не сретна некоја девојка, слугенка, која имаше претскажувачки дух и која со вражење им донесуваше голема печалба на своите господари. Таа одеше по Павла и по нас, викајки: овие луѓе се слуги на Севишниот Бог, кои ни проповедаат пат на спасение. Тоа го правеше многу денови. А кога му досади на Павла, се заврте и му рече на духот: ти заповедам во името на Исуса Христа да излезеш од неа. И излезе во истиот час. Кога нејзините господари видоа дека излезе и нивната надеж за печалба, ги одвлекоа Павла и Сила до пазарот пред началниците. Кога ги приведоа пред заповедниците, рекоа: овие луѓе кои се јудејци го бунат нашиот град и проповедаат обичаи кои ние како римјани не смееме да ги прифатиме ни да ги вршиме. И заедно се крена народот против нив, а заповедниците им ги скинаа облеките и наредија да ги бијат со стапови. И откако им удрија многу стапови, ги фрлија во темница и му заповедаа на темничарот да ги чува добро. Откако прими таква заповед, тој ги фрли во внатрешниот дел на темницата и нозете им ги стави во клада. Околу полнок Павле и Сила се молеа и со песна го славеа Бога, а затворениците ги слушаа. Но одеднаш стана силен потрес, така што се стресоа основите на темницата, во истиот миг се отворија сите врати и на сите им паднаа оковите. А чуварот на темницата се разбуди и кога ги вида отворените врати на темницата, го извади мечот и сакаше да се убие, мислејќи дека затворениците избегале. Но Павле викна со силен глас велејки: не прави си себе си никакво зло, зашто сите сме тука. А тој побара светлина, истрча внатре и треперејќи падна пред Павле и Сила. Ги изведе и рече: Господине, што треба да правам за да се спасам? Тие пак рекоа: верувај во Господа Исуса и ќе се спасиш ти и твојот дом. И им го проповедаа Господовото слово нему и на сите кои беа во неговиот дом. И тој ги зеде во истиот час на ноќта, им ги изми раните од ударите и веднаш се крсти и тој и сите негови. Тогаш ги одведе горе во куќата, постави трпеза и се зарадува со целиот дом, зашто поверува во Бога. А кога се раздени, заповедниците испратија судски службеници и рекоа: пушти ги оние луѓе. Темничарот му ги рече тие зборови на Павла велејки:
Заповедниците пратија да ве пуштам, затоа излезете и одете си со мир. Но Павле им рече: откако нас, римски граѓани, без претходна истрага, јавно не биеа и не фрлија во темнина, а сега сакаат да не пуштат тајно, никако, туку самите да дојдат и нека не изведат. Судските служители им ги соопшти овие зборови на заповедниците, а тие се исплашија кога чуја дека се римски граѓани и замолија да си отидат од градот. И кога излегува така од темницата, дојдоа при Лидија, ги видоа браќата и ги утешува и си отидоа. Ќе испееме сега песната број 135. Воскресна Исус Христос. Живе си, Бога
во Божјото Слово, апостол Павле пишува до Филипјаните во 3 глава, 10 стих, вели: за да го познавам Него и силата на Неговото воскресение и учеството во Неговите страдања, станувајќи сличен на Него во Неговата смрт, та некако да достигнам до воскресението од мртви. Не велам дека веќе го достигнав или дека веќе дојдов до совршенство, туку настојувам да го достигнам, зашто и мене Христос ме достигна. Браќа, јас уште не мислам дека го достигнав, но сепак правам едно. Го заборавам она што е зад мене, а се стремам кон она што е пред мене, трчам кон целта за наградата на горното призвание од Бога во Христа Исуса. И така, кои сме совршени мислиме вака, ако вие мислите и нешто поинаку, Бог ќе ви го открие и тоа. Но по она до кое достигнавме, според истото правило, и да бидеме едномислени. Во 135-та песна, како што пеевме, а небесните порти со бисер китени го пречека славниот Господ, кој што го изработи спасението за нас луѓето. Во псалмите пишува псалмистот: подигнете се вечни порти, кренете се вечни надвратници, за да влезе царот на славата. И во исто време, во ист момент прашува кој е тој цар на славата. Бидејќи има вечни порти кои што вечно биле затворени. Но после воскресението на Господ Исус, тие вечни порти се отвараат и вечните порти се пристапот до Божјото присуство. Вечниот Бог кој што од секогаш бил затворен за човечкиот род, кој што е отпаднат и грешен, кога Господ Исус Христос се враќа кон небото, тие вечни порти од страна на Бога се отворени. Бидејќи Господ Исус Христос ја представи својата совршена крв пред Бога Отецот, ја представи својата совршена жртва и како Божји син, но еве сега се појавува и како син човечки. И затоа вечните порти се отвараат за човечко битие да има пристап кај Бога. По инкарнацијата на Господ Исус Христос и доаѓањето на земјата, на оваа земја, тој постана човек. За прв пат во вечноста Бог стана човек и тие вечните порти во навидом веќе се отвараа. Пред неколку седмици го прославивме воскресението на нашиот Господ Исус Христос, а за неколку денови не очекува прославувањето на Неговото вознесение на небесата. Ние се подсеќаме на овие празници и научат на некои библиски вистини. На вознесението точно тоа стана. Тие вечни порти, кои што од секогаш беа затворени за човекот да дојде во Божјото присуство, се отворија и тоа никој друг не можеше да ги отвори. Никој не можеше да ја плати цената за да ги отклучи портите на рајот. Единствено Господ Исус Христос. И тој сега со своето битие и како човек, и како Божји син, сега влегува повторно во Светото Тројство. И ни дава надеж, и ни дава спасение дека и ние можеме да влеземе во заедница и да се изедначиме со Божјата природа. Како што и апостол Петар пишува во своето послание и вели на верниците: може да земете учество во неговите страдања. Зошто? Не противете се на страдањата ако некој ве гони заради Христовото име, а не заради вашиот грев, тоа е срамно. Но ако не гони заради Христовото име, тогаш сме блажени. Тогаш взимаме учество во Христовите страдања и во Неговите рани. И на тој начин ние взимаме учество и во Божјата природа.
И на некаков начин Бог сака да не сроди заедно со Него. Затоа ни е даден Господ Исус Христос. Од Бог стана човек, за да можеме сега ние отпаднатиот човек да станеме Божји синови во Исус Христос. Читавме во Апостолски дела 16 глава како апостол Павле го доби повикот да дојде до градот Филипи во Македонија. Тој беше тргнал на кај Азија и после посетување на регионите Фригија и Галатија и тамошните цркви, сакаше да оди во регионот Витинија, но Светиот Дух му го смени планот и наместо кон Витинија тргна кон градот Троада. Тој е крајбрежен град на Егејското море и веќе е последен град и оттаму започнува, после морето, започнува друг континент, Европа. И во тој момент апостол Павле добива сон, како што читавме во 16 глава, добива визија на сон, му доаѓа македонец и му вели: дојди во Македонија и помогни ни. Бог го испраќа апостол Павле во градот Филипи, а знаеме дека античкиот град Филипи бил еден стратешки центар, бидејќи се наоѓал на раскрсница помеѓу двата континенти, помеѓу Европа и Азија. И окото на македонските цареви, почнувајќи од Филип Македонски, па и неговиот син Александар Велики, Александар Македонски, го имале своето око на тоа стратешко место, на тој стратешки град, бидејќи бил врска помеѓу Европа и Азија. Но не само и на македонските цареви, подоцна и на римските императори, тој град некако им бил омилен и го направиле римска колонија. Ако живееш во антички град Филипи, ако си живеел во античкиот град Филипи, истите привилегии ги имаш како римски граѓанин да живееш во Рим. Тоа бил еден мал Рим, поставен тамо на раскрсницата помеѓу Азија и Европа. И не само големите императори и цареви го имале своето око на тој град, туку и Бог некако го имал окото на тоа стратешко место и одлучил од таму Евангелието да влезе во Македонија, па од таму и низ цела Европа. И така апостол Павле, планирајќи едно, Бог му го заврател патот, го скренал наместо кон Азија да тргне кон Европа. Бог избира најнеобични луѓе за да воспостави своја колонија на оваа земја. И ние во Господната молитва се молиме: Твоето царство, Господи, да дојде. И тоа е што Бог го прави кога отвара и воспоставува цркви, кога испраќа апостоли, кога испраќа мисионери, тој си воспоставува свое владение и тоа е некако тајно за овој свет, но сепак е светло и е светлина. Си има своји правила, си има своја волја, си има свое уредување, си има свое слово, на некаков начин устав во тоа небесно царство, како луѓето влегуваат во небесното царство, како стануваат членови на заедницата Христова, преку покајањето, преку нановораѓањето, преку поверување во таа искупителна жртва на Господ Исус Христос, влегуваме во таа небесна колонија. И Бог не избира тоа што е силно, не избира тоа што е од благороден род, да кажеме, но избира наједноставни луѓе кои што ќе ја започнат неговата работа и ќе го продолжат неговото дело. Во Македонија апостол Павле прво беше насочен кон молитвената група што имаа жени од тој град од Филипи. И кога нешто бараме, тоа е добра поука и за нас, да бидеме на молитва пред Бога, да имаме молитвени часови кај што ќе ја бараме Божјата волја и неговото водство. И Господ знае што да ни прати, дали човек. Господ знае што и како да не утеши и како да ја задоволи потребата која што ние ја имаме. Но жените беа
на молитвена група. Се собира и таму апостол Павле отиде и им го проповедаше Евангелието, и Лидија, една богобојазлива жена, опишена дека била трговец со пурпурно платно, богата, Господ и го отворил срцето и таа ги слушаше Павловите зборови кои што Господ и ги зборува. Поверува во Евангелието и се крсти она и целиот нејзин дом. И тоа во старо време нејзниот дом не значи 4 или 5 души, туку вклучително и нејзините слуги, и обично домовите во тоа време бројувале 30, 40 па и 50 на души. И целиот нејзин дом го слушнале благовестието, ја слушнале радосната вест која Павле им ја донесе, и поверувале и се крстиле како знак дека го прифаќаат Христовото Евангелие. И таа се води историски како првата жена од Европа која што го прифаќа Евангелието. Понатаму втората жена, тоа е девојка која што била измачувана од вражачки дух, која што имал таков во неа дар некаков на предскажување. Библијата тоа го нарекува дух на предскажување. И кога неколку денови одела по Павле и постојано им велела на луѓето околу него: овие се слуги на Севишниот Бог, слушајте ги нив. И на Павле му здодеа, бидејќи тој ги разпознаваше духовите. И видите, лукавиот првично доаѓа како ангел на светлината и се представува како промотор на доброто. И се представува со своите трикови, со својата промоција, дека има нешто добро овде. И прво пробува на мирен начин да влезе и да го разнесе, да го растуре делото на Евангелието и мисијата за која што Павле беше дојден. Проба на добар начин, но не успеа, бидејќи апостол Павле го распозна духот. И кога ја освободи девојката, таа веќе престана се покаја од гатањето и од вражењето и почна да ги следи Павле и Сила. И тогаш лукавиот го смени начинот, ја смени тактиката. Виде дека не може со добро, но сега удри со лошо и со закана и ги затвори Павле и Сила. Зошто? Бидејќи тие што господареа на девојката им прекина нивната надеж за печалба и нема веќе од каде да црпат финанси, бидејќи девојката работеше за нив. И сега ги осудија дека се јудејци, дека го подкупуваат римскиот закон и така натаму ја подкупуваат државата и ги затворија. Тоа е втората жена или девојка. А третиот човек, и сите се различни и по занимање, и по возраст, и така натаму. Третиот е чуварот на темницата или стражарот, кој што ги слушаше Павле и Сила како го слават и се молат на Бога, и тоа на полњок. И сите затвореници слушаа. И наместо Павле да жали и да кука и да се жали пред властите: ние сме неправедно осудени, дојдовме да го проповедаме Евангелието, но не затворија, тој уште повеќе добиваше сила од Бога, бидејќи беше Божи пратеник и не постоеше сила во овој свет кој што може да го сопре Божјото Евангелие. Не постоеше сила, иако на Павле животот му настана пекол. Неколку пати во затвор, многу удари на стапови беше добил, бродоломи неколку доживеал, но не постоеше сила што ќе го спрече да го прогласува и да го проповеда Божјото Евангелие. И во тој момент и Бог поделува и настана земјотрес и оковите им се скршија на него и на другите затвореници. И стражарот се исплаши и рече: што треба да направам за да се спасам? И отиде му го проповедаше Евангелието на него, и тој и неговиот дом поверува и се спаси.
Позасно читавме како тоа заврши, кога властите слушнаа дека затворениците се кај стражарникот, кај чуварот, и тој, апостол Павле, кога им рече дека неправедно бил затворен и дека и тој е римски граѓанин, и тие многу се исплашија, бидејќи беа римска колонија. И секој римски граѓанин го имаше правото како да биде во Рим. Се извинија и го пуштија Павле и Сила да одат понатаму. И сега Павле, кога им пишува до филипјаните во ова писмо, тој повторно се наоѓа во затвор. И овој пат е затворен во Рим. И оттаму наместо пак да се жали, тој пак им пишува во тоа послание на неколку наврати и во неколку стихови читаме: но вие радувајте се секогаш во Господа. Иако ме гледате мене во окови, но знајте дека тоа придонесе за ширење на Евангелието Христово. И оковите, таму зборот е во синџирни окови. На едната страна бил Павле, но на другата страна тој синџир бил околу метар, метар и 20, бил врзан за римски војник и се менувале на стража. И како и да се менувале римските војници, Павле не испуштал прилика да им го проповеда Евангелието. И затоа вели на крајот на писмото: ве поздравуваат светите од Цезаревиот дом. И многу тие војници поверувале, слушајќи го апостол Павле како им сведочи и проповеда. И секоја прилика, секоја можност, дали е во затвор, дали е на слобода, апостол Павле уште повеќе искористуваше и Евангелието никој не можеше да го сопре. И им пишува до филипјаните и во првата глава и вели: но за мене животот е Христос. Иако се наоѓам во окови, иако животот надворешно ми изгледа како страдање, како плач, како болка, како маки, но сепак за мене животот е Христос, а умирањето придобивка. Колку е различно Божјото Слово од тоа што денес ние сме навикнати да го абсорбираме како информација. Кога ќе слушаме дека некој умира или од самата смрт, ние помислуваме дека тоа е голема загуба. И обично и така се изразуваме. Тоа место загуби голем човек. Таа држава загуби голем председател. И така натаму. Тоа семејство загуби голем татко, голема мајка, големо момче. Но еве апостол Павле пишува: ако си во Христос, тогаш смртта е уште поголема добивка. Апостол Јаков во неговото послание прашува: а што е вашиот живот? Како ќе одговориме на тоа прашање? Многу е едноставно. Божјото Слово ни вели кој е нашиот интерес, каде го поминуваме нашето време, каде се нашите мисли и нашето срце со што е врзано, дали со нештата од овој земен свет кој што е поминлив. Некој ќе каже: мојот живот е игра и песна. Некој друг ќе каже: мојот живот е тага, плачење и бол. Дино Мерлин пееше: мојот живот Швицарска. Некој ќе каже: мојот живот е Швајцарија. Друг ќе каже: не, мојот живот е Македонија. Трет ќе каже: мојот живот се парите, богатството, имотот кој што го имам. Некој друг ќе каже: мојот живот е во големината на понизноста и на сиромаштвото. Трет ќе каже: мојот живот е мудроста, науката, образованието. Некој каже: мојот живот е медицината, технологијата. Некој каже: земјоделието, природата, убавината, зеленилото.
планините. Има ли нешто повеќе во овој живот од тоа што го гледаме? Има ли нешто повеќе од тоа што е видливо за нашите човечки очи? Има. Апостол Јаков одговара на прашањето не околностите, брзината по која што минува нашиот живот го определува квалитетот на нашето живење и дали имаме мисија или не. И вели, вие сте како парија, што денес ја има, утре ја исчезнува и веќе ја нема. Барем вие постарите, по возрастните, гледате колку на брзина минува овој живот, како вчера да бевте младинци. И уште мислите се пресни во нас. Мислите од кога бевме деца, кога бевме млади, уште се присутни во нас. Зошто? Бидејќи Бог му створил на човекот вечен порив за вечен живот. И ние никогаш не застануваме да мечтаеме за живот. И затоа апостол Јаков тоа го дефинира спрема брзината и спрема незначителноста, спрема вечноста, што означува нашиот живот на минорни години, кои што многу брзо поминуваат. Апостол Павле, и тој можеше да се пофали, и тој зборуваше: мојот живот е фарисејството, мојот живот е религијата, мојот живот е благородниот род од кој што јас потекнувам и доаѓам, еден многу избран народ, Божи народ, кој што чекореше по лицето на земјата, воден од Бога. Јас сум од тој Божи народ, и тој се гордееше и тој се фалеше во својата религија. Ние денес можеме да кажеме: мојата религија е протестанството. Можеме да кажеме: мојот живот е православието. Можеме да кажеме: мојот живот е папата. И да се радуваме на ново избраниот. Што не исполнува, кон што копнееме, кон што чезнееме во нашиот живот? Апостол Павле дава одговор на прашањето: што е нашиот живот? И тој вели: за мене животот е Христос. Зошто? Бидејќи еднаков со Бога, тој се лиши самиот себе си. Не дека се откажи и нешто се промени во Христовата природа, тој остана Бог, но се откажа, се лиши од привилегијата што имаше како Бог и дојде во лик на човек. И преку тоа доаѓање Христос го достигна Савле. Го достигна кога беше прогонител и кога ја убиваше и ја гонеше Христовата црква. Го достигна во неговиот грев и во неговата заблуда. Втората глава, Филипјаните, 21 стих пишува: еве ќе ви го пратам Тимотеј, зашто немам друг помеѓу мене така искрено. Сите други го бараат своето, а не тоа што е на Христа. Го бараме нашето или Божјото? Што има во нашето срце? Исус Христос ни открива зло. Вие кои сте зли. И кога го бараме нашето, ние остануваме во гревот. Но ако како изгубениот син, и тој си го побара неговиот дел, и развратот го уништи, и ако стигнеме до точката на покаяние, кога веќе немаме друг излез, и кога се обраќаме кон небесата и кон Бога, кога доаѓаме на себе си, тогаш почнуваме ние навистина да бидеме човек. Кога ќе дојдеме на нашите сетила, кога ќе дојдеме на нашето битие, а не во развратот и во развратните желби кое што нашето срце ги има и да го бараме своето.
Тоа е покајанието кога правиме разлика помеѓу нашето грешно, минливо, земско, демонско и помеѓу тоа што е совршено, тоа што е Божјо и тоа што е Христово. И се врати изгубениот син кај таткото. Татко, прости ми, сгрешив против небото и против тебе. Тоа е едноставното покаяние кое што Господ Исус Христос го очекува од нас. И ово утро, преку Словото Божјо, Христос и тебе те достигнува. Во која е ситуација ти да се наоѓаш? Дали во грев, во правда, во неправда? Дали се согледуваш, не се согледуваш? Преку Божјото Слово, Христос и тебе те достигнува. Прашањето е дали ние ќе се завртиме, одбарајќи го нашето, кон тоа да го бараме тоа што е Христовото. И апостол Павле вели, јас се стремам, не дека веќе го достигнав, да бидам учесник во неговите страдања и да го познавам него во силата на неговото воскресение. И кога ние се обраќаме кон Христа, силата на воскресението Христово делува во нашите срца и не препородува. То некогаш не се ни гледа надворешно, но внатрешната промена која што Господ ја прави, по краток период станува видлива за надворешните околу нас. И да внимаваме, бидејќи во тој момент овој свет е расипан и делува на тој начин што го осудува и најголемото зло, но овој свет го осудува и најголемото добро. Бидејќи апостол Павле беше осуден зошто ја ослободи девојката. Се плаши овој свет кога ќе го види апсолутното добро. И Христос беше осуден, а тој беше апсолутната вистина. Тој беше совршената љубов која што дојде во овој свет. И некако светот е најмногу задоволен кога останува во неутралноста и да нема никакви проблеми. И образованието се врти во рамките на неутралност. Ги учиме децата да не прават зло, но научи го детето да прави апсолутно добро, ќе видиш како ќе се смени науката. Не можеш во овој свет да правиш апсолутно добро. Не можеш ти да се обратиш кон Христос, кој што е апсолутната вистина, ќе ни го размрдаш нашиот начин комотен на живот. Овој свет е чуден, бидејќи моментално е под власта на лукавиот. И неутралноста, млакавоста не води кон живот, води кон пропаст. Бидејќи тоа што сега малку е допуштено, утре задутре ќе стане нешто поголемо. И апостол Павле вели, не стигнав до совршенството, но се стремам кон тоа. И ние така мислиме, а дури ние да мислиме поинако, Бог и тоа на нас ќе ни го открие. Важно е сите да ја следиме таа цел на Христовото познавање, достигнувањето до Христа. Зошто? Бидејќи веќе Христос не достигна нас. Нека да се исправиме и да се помолиме. Господи Исусе Христе, Ти благодариме, Господи, што Ти постана човек и не достигна нас, ги достигна, Господи, нашите срца. Преку Твоето Слово, преку Евангелието, Господи, преку слушањето на Твојата радосна вест.
Така, Господи, очекуваш и ние сега да ги завртиме нашите срца кон Тебе и ние да достигнеме, Господи, до Твоята љубов. Нека биде прославено Твоето свето име. Амин. Ќе го прославиме Бога со песната број 63. Ја сакам да ви раскажам за вечни добрини, за љубовта на Исус, тој славен Спасител. Ci
децата сега ќе ги слушнава. Наредната служба останува во недела во 10 часот. За крај ќе се исправиме и ќе завршиме со песната број 1. Благодата на нашиот Господ Исус Христос, љубовта на Бога Отецот и заедништвото на Светиот Дух нека бидат и останат со сите вас сега и во сите векови. Амин.